Пријавувањето за субвенции за 2021 година се очекува да започне на почетокот на април. Платежната агенција конкретно ќе го соопшти датумот. Новите корисници на земјоделски субвенции до 15 март треба да се запишат во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Со регистрацијата новите земјоделски производители ќе може да користат финансиски инструменти за поттикнување на земјоделството. Ресорниот министер Арјанит Хоџа вели дека на располагање имаат 150 милиони евра за развој на македонскиот аграр. Не чека многу работа во периодот кој што следи. Земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска поддршка од околу 150 милиони евра. Ние ќе обезбедиме услови за порентабилно земјоделско производство, зголемувајќи го кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Ние ќе го продолжиме процесот на консолидација на земјоделското земјиште. Ќе ги мотивираме младите земјоделци до 40 години, давајќи им грантови до 20.000 евра, како и двојно ќе зголемиме поддршката за жени земјоделки до крајот на 2024 година, значи сегашните 3.000 евра ќе пораснат на 6.000 евра. Ќе ги продолжиме сите капитални инвестиции, кои што се клучни за обезбедување на питка вода и вода за наводнување на земјоделските површини. Ние ќе продолжиме со редовна и неселективна исплата на субвенциите. Оваа година, по програмата за 2019 година, исплатени се околу 115 милиони евра. Има уште некои мали исплати кои што ќе бидат реализирани до крајот на годината, и со ова целосно ќе се заокружи исплатата на субвенциите. Барањето за уписа може да се поднесе секој работен ден во текот на годината. Образецот, барање како и листата на потребни документи се подигаат во потрачната единица на Министерството. На овој начин новите земјоделци влегуваат во системот како земјоделско стопанство и го исполнуваат едниот од условите да станат корисник на субвенции и мерки од програмата за рурален развој.